Благодарам, господин Джафери. Дискутираме за промена на устав, за промена на име на државата и за уште неколку амандмани. Јас пред да преминам на 35-тиот амандман, за кој што сега треба да дискутираме и малку подетално се осврнам на него, јас би сакал да кажам едно мое мислење. Зошто ова се прави? Ова се прави бидејќи оваа влада не е способна ништо да направи. Нема никакви резултати во економијата. Нема никакви резултати во придвижување на реформи во здравство, во правосуден систем. И не знае што да направи за да остане на власт. И најдобар начин да остане на власт е да се зафати со нешто за кој што лесно може да го продаде, бидејќи е на позиција на власт, и за нешто за кој што ќе предизвика толку голем интерес во државата, што ќе биде се друго во втор план, што е нормално. Вакво нешто не се случува секој ден. Вакво нешто не е нешто што може утре други ден да го вратиме назад. Вакво нешто се случува еднаш во историјата на сите држави, тоест на некоја држава. Не верам дека на сите, бидејќи ретко која држава во светот си го менува своето име доброволно. Ево, за анимација за луѓето, за анимација за опозицијата, за анимација за медиумите, а власта својата неспособност ќе се ја покрива со ова прашање. Во меѓувреме прка и други работи, како што се тендери во 4 очи, како што се делење на пари од фондот за иновации на нивни блиски фирми. Меѓутоа, тоа е попатна работа. Работа која што многу лесно може да се санира во еден нареден период. Дали со нова влада од истата владеачка, да речем, коалиција, или со нова влада од моменталната опозиција. Ке дојде некој кој што ќе праша луѓе како ги делевте парите во тендерот за здравство во 4 очи? Како ги делевте парите за тендерот за здравство, за образование, за печатање на медиуми, на учебници? Ке праша и ке се санира. Парите тие што ќе се потрошеле, ќе се потрошат, меѓутоа веројатно некој ќе одговара ако при тоа имало грешна постапка и договарање во 4 очи. Меѓутоа, ова работа не може да се санира на тој начин. Оваа работа и покрај тоа што народот во Македонија не даде зелено светло да се направи, и покрај тоа што стручната јавност има голем отпор кон сето ова, и покрај тоа што опозицијата силно се противи на ова нешто, власта сепак решава да си ја тера работата. И ви кажам зашто. Бидејќи не се способни ништо друго да направат. Единствено ова му е најлесно да го направат без никаков напор. Без многу секирација. И што е најинтересно, топката најде начин да му е фрли на друг. Владата си ги тера бизнисите, си ги тера тендерите во 4 очи, направи некаков си договор со Грција за проблемот кој што постои веќе долг период, се пофали дека се бореше, се трудеше, меѓутоа ние сме мала земја, не можеме повеќе, мораме да попуштиме. И ево ви топката, луѓе, овде во собрание, на вас 120 пратеници. На вас, тоест на сите нас, ќе остане запишено во историјата кој копче го притиснав. Нема да пише во историјата
дали заменик министерот Жерновски притиснал копче или не. Дали министерот Димитров или премиерот. Не. Ние 120 пратеници овде ќе го притиснеме копчето. Ние 120 пратеници овде ќе дадеме виза. Дали ќе се промени името на државата или не. Ние ќе бидеме запишани во историјата. Нормално, некој од нас со притискање на зелено копче, некој со притискање на црвено копче. Не најде сила оваа влада, ни начин, за вакво крупно прашање. Најважно прашање за државата. Да обезбеди поширок консензус, да обезбеди поширока дебата, да обезбеди поддршка од мнозинството граѓани во државата. Не. Зошто? Бидејќи знаеш дека тоа не може да биде. И затоа користи финти да стигне до оваа ситуација. Да си ја заврши работата, да си прка, пак ќе кажам, тендерчина во 4 очи, да удоволи на некој надвор, тие да не се криви. Не се криви тие. Нивна задача беше да склучат договор. Случаја, добар или лош? Тие велат дека е добар. Јас лично велам дека полош договор не може да склучат. Некој може поинаку размислува. Меѓутоа не се тие криви. Не. Тие си се настрани. Ние овде пратениците сме тие што треба да донесеме одлуката. Ние сме тие што треба да се согласиме да го промениме името на нашата држава. Ние сме тие што треба да согласиме да го промениме уставот. Неколку пати и од оваа говорница и од говорницата во комисијата, Уставната комисија, кога се дискутираше на оваа тема, кажав, ние треба да си погледниме унатре во душата, да станеме пред огледало на денот на гласањето и да притисниме едно од копчињата. Ние. Не тие. Не тие. Ние. Затоа ние како опозиција се трудиме да објасниме дека ние немаме мандат това да го направиме. Може да изгледа досадно, се повторуваме можда. Министерот на надворешни работи од оваа говорница јасно кажа дека му се досадило да не слуша, па ево денес изгледа не е присутен тука, бидејќи од многу досада си најде некоја попаметна работа, може некој тендер во 4 очи спрема. Меѓутоа, пак ќе кажам, ние сме тие, заменичен министре, имате право да реплика и ќе ве молам, оставите ме да зборам. Ова е мој дом, јас сум пратеник во собрание и имам право да си кажам тоа што мислам да го кажам. Никој не спори да кажете што сакате да кажете, но колку е коректно, тоа е друго. Дали е коректно или не, добро, затоа ви кажувам, никој не ви спори. А не заменик министерот од местото каде што седи. Ви благодарам, ме деконцентриравте, очигледно ја постигнавте целта. Се врата малку на амандманот. Амандман 35. Со овај амандман го дополнуваме членот 3 од Уставот на Република Македонија, каде што меѓу другото е дефинирано дека Македонија е неделлива, интегритетот и така натаму. Дополнуваме со еден член, со една реченица, каде што им гарантираме на соседите, го најмала рака да се изразам, ајде така народски, дека нема да ги нападнеме и да ги окупираме. Тоест, ние му гарантираме дека ги почитуваме нивниот суверенитет, територијален интегритет и политичка независност на соседните држави. Конкретно прашање до заменик министерот за надворешни работи. Се надевам ќе ми даде одговор. Бидејќи и претходниот говорник ја начна темата,
Меѓутоа, вие не најдовте за сходно да одговорите. Кога Република Грција планира да го промени уставот и да вметни исто ваква реченица во нивниот устав? Исто така, дали сте разговарале како Министерство за надворешни работи со другите соседни земји? Дали тие имаат желба да вметнат исто ваква реченица? Оти, ако имаат намера и желба, тогаш е коректно да се седи дека ние им гарантираме на сите соседи држави. Ако немаат, тогаш дајте да се напишеме во амандманот на соседна Грција. Или веќе, третото прашање. Ако не е договорено со никој од соседите такво нешто да вметнат во уставот, тогаш јас предлагам дополнување на овој член. Да им гарантираме дека ги почитуваме суверенитетот, територијалниот интегритет и политичка независност на сите земји во светот. Зошто да не им гарантираме суверенитетот на Кина, на Турција, на Америка, на Русија? Зошто? Ми се чини дека е коректно спрема сите. Зошто да ги делиме? Зошто само соседите? Ако сме веќе спремни да го промениме уставот со ваква реченица. Што не е спорна, искрено да ви кажам. Воопшто не е спорна. Меѓутоа, зошто ова се прави, она што кажав на почетокот? Бидејќи друго ништо не знае да се направи. Цела суштина на промена на целава постапка е првиот амандман кој што го поминавме. Тоа е суштината. Овие други три амандмани, та биле, та не биле, ништо суштински значајно не се случува. Да, некој од нив ќе направи штета, помала или поголема, меѓутоа суштината, сршта на промената, на постапката е промена на уставното име на оваа држава. Условно речено, стварање на нова држава од денес натаму. До вчера на овие простори имаше држава Република Македонија, од денес, т.е. после гласањето на уставните измени, ќе има држава Северна Македонија. Тој е нов ентитет, тој е нова држава, ново име, нов народ натре. Тоа е суштината на цела оваа работа која што се прави. Меѓутоа, да не биде само тоа, ајде, уште три амандмани други ќе главиме, кои што дел од нив вистина се проблематични, дел да биле, та не биле, како што е овај амандман. Дали овај амандман постои или не постои, ништо не менува го. Значи, пак ќе повторам, се надам дека заменик министерот ќе не удостои со одговор. На комисијата министерот на ова прашање одговори дека ние сме биле тие што молиме да влеземе во ЕУ НАТО и дека треба да попуштиме, условно речено, дека треба да напишеме ова уставот како знак на добра волја и дека тие немаат обврска тоа да го направат. Меѓутоа, ако е така, тогаш какво добро соседство ние пропагираме? Па нели да имаме пријателски односи со некоја земја, треба да има взаемен однос, треба да има реципроцитет. Не може само Македонија да е таа што стално попушта. Ај попуштивме со привремената референца, ај попуштивме со времената спогодба, ај попуштивме со промена на знаме, ај попуштивме со 300 други работи. Во најмала рака, нека го напишат тоа уставот, ќе докажат дека стварно сакаат да помогнат. Бидејќи историски гледано вака, уназад, сите договори што сме ги правеле со Грција, траеле од денес за утре. Со времената спогодба се обврзаа дека нема да ни пречат да членуваме во меѓународни организации. Не само што не ни преча, ордо и ногти клава е да не спречат,
И моравме да одиме на судот во Хаг и да докажуваме дека греша. И судот во Хаг, замислете, си пресудиш и нормално во наша корист. Дека од наша страна нити има иредентизам, нити има од наша страна кршење на времената спогодба. Меѓутоа не, ние сега мора да докажуваме уште дека нема иредентизам од наша страна и го вметнуваме ова реченица во овој член на Уставот. Уште повеќе да докажеме дека не се секирајте, ништо не ви правиме. Не ви го зајаме ни еден дел од сегашниот дел, да речем, на Грција. И на крајот, за вакво клучно прашање, потребно е сеопфатен консензус. Премиерот на почетокот на ова седница кажа доста работи на таа тема, за сплотеност, интегрираност, заедништво, консензус и така натаму, меѓутоа во пракса тоа не се случува. Прашав на претходниот говор, ако е секако што треба, ако е секако што вие мислите дека имате поддршката од народот и дека треба ова да направите, зошто прво има ваква атмосфера во салата? Второ, зошто надвор меѓу граѓаните има таков впечаток и чувство? Зошто нема енергија? Зошто нема веселба? 27 години имавме спор. Сега конечно ќе решиме. Треба сме сите среќни, сите да сме радосни, сите да сме воодушевени од оваа работа. Зошто тоа го нема? Колеги пратеници, не се прашувате зошто го нема? Прицкањето на копчето е наша обврска после овие дискусии. Обврската на владата си заврши. Ке си седат на страна. Ние сме тие што на крајот на краиштата ќе си ја носиме тежината секој за себе. Благодарам.